Ова утро да си кажеме за финансиските текови во светот, за парите и околу парите. Мој гостин утрово е Бојан Цветановски од АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари. Господин Цветановски, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добре најдов. Темата е актуелна, се надевам ќе го задржиме вниманието на гледачите, бидејќи ќе зборуваме за исплатливоста на валутите, како да се штеди, во што да се вложува и дали да се инвестираат или да се чуваат парите во услови на зголемена инфлација и во услови на една глобална криза која се заканува со голема рецесија. Народната банка вчера ги зголеми каматите на благајничките записи за 0,25% поени, што во превод значи дека ќе поскапат парите. Предвидувањето дека тоа ќе предизвика и зголемување на каматите на банкарските кредити. Добро. Може ли малку да ја објасните оваа монетарна мерка на централната на власт за гледачите? По-детално да ја објасните. Да. Добро, видете, тоа вчера што го направи нашата Народна банка е еден нормален потек, да кажеме, и е светски тренд. Прва започна Bank of England, на почетокот од оваа година, со зголемување на каматните стапки. Така да од 0,10 каматната стапка на 0,75 дојде сега на британската фунта. Потоа следеа федералните резерви, американските федерални резерви, со зголемување исто на 0,25 базни поени на каматната стапка. Тоа се очекува да го направи ЕЦБ во некој нареден период и се разбира и останатите централни банки ќе следат, при што тој потек во услови на зголемени инфлаторни притисоци е нормален и очекуван. Инаку морам да кажам дека гледано историски, каматните стапки во измината декада беа на најниско ниво, да кажам, генерално по сите валути. И тоа влече некој, да кажам, тоа е некој рецидив од финансиската криза од 2008 година, кога имавме со почетокот на финансиската криза и пропаѓањето на Lehman Brothers, тоа беше, да кажам, некој... Да, сега зборуваме за оној меур на недвижности и на финансиска голема криза. Финансиски деривативи и недвижности, тој меур пукна во Соединетите Американски држави, потоа се прелеа во остатокот од светот. И тука централните банки започна политика на ефтини пари, ексклузивно ефтини пари, да кажам, или кажано на монетарна интервенција која што се нарекува quantitative easing на некој начин. И тоа траеше цела декада, да кажеме, од 2009 година до 2020, да кажеме, со мали исклучоци. До почетокот на пандемијата. Да. Со мали исклучоци федералните резерви започна да ги креваат каматните стапки негде 2018 година, меѓутоа 2020 одново ги вратија на ниски ниво. Добро, најновите податоци на Централната банка и статистиката покажуваат дека инфлацијата и натаму расте. Во март инфлацијата изнесува 8,8%, поскапува, значи, речиси се, основните прехранбени суровини и цените на енергенсите се зголемуваат, ќе поскапат и парите. Може да објасните како таа монетарна мерка ќе ја запри инфлацијата или ќе ублажи? Па, примерно таа мерка е, значи, е таргетирана кон тоа да условите за кредитирање станат нешто поскапи. Значи да на некој начин, значи, компаниите да при проценката на нивните кредитни барања ќе мора сега добро да проценат профитната маргина и ќе мора да ги вклучат и идните очекувања, значи кои што ќе бидат на пазарот. И со тоа, со поскапувањето на парите, на некој начин таа монетарна маса која што централните банки ја впумпуваа во изминатиот период, сега ќе се намали во домашните економии. Но тоа, пак ќе кажам, тоа не е ништо особено или не е некој исклучок, бидејќи пак ќе напоменам, ние во измината декада имавме на некој начин неконвенционални монетарни мерки, кои што како нивен продукт беа исклучително ниски каматни стапки, со цел да се помогнат економиите да се рестартираат после финансиската криза, со тоа што, да кажеме, Европската централна банка имаше и негативни каматни стапки и се уште има негативни каматни стапки. Тоа значи дека се плаќа за штедење во банката? Тоа за штедење значи дека земаат пари, значи... Да, ајде да се вратиме во Македонија. Ете, вчера Централната банка реагираше. Може ли да ни кажете како овие денови се движи прометот на девизниот пазар? Колку е количеството на девизи кои се тргуваат на дневно ниво и која е најбараната валута во Македонија?
Прометот на девизниот пазар е во рамки на 2019 година прометот, со тоа што има и одредено зголемување. Значи, зголемување кое што се движи некаде и до 20%. Значи, прометот е во рамки на очекувањата, прометот е нормален на куповна и на продажна страна, со тоа што во последните 2 недели се забележува падот на вредноста на еврото. Значи, сега имаме една целосна нормализација на состојбите на девизниот пазар, имаме стабилна понуда, имаме стабилна побарувачка и курсот се враќа кон некои, да кажеме, средни вредности. Прометот изнесува околу 50 на милиони евра дневно, што е редовен промет, мислам, нормален, најбарана валута е евро. Меѓутоа тоа е нормално, бидејќи кај нас 80% од прометот на девизниот пазар е во евра. Добро, во која насока од тие 50 милиони повеќе се купуваат девизи или повеќе се купуваат денар или обратен? Во последните 2 недели понудата е поголема од побарувачката. Понудата на девизи или? Понудата на девизи, да. Понудата на девизи е поголема од побарувачката. Понудата на евра е како структура во валутното тргување е исто така значителна. Тука се и американскиот долар и швајцарскиот франак. Значи, граѓаните повторно се вратија на старите навики и трендови да си ги ситнат девизите за да си остварат некоја своја потреба, за разлика од оние први моменти по почетокот на војната во Украина, кога имаше страф некаков и зголемен обем на купување на девизи. Да. Не, мислам, во суштина сега понудата се состои претежно од компаниите. Меѓутоа, измената е во тоа што побарувачката од страна на приватните лица е намалена. Односно е доведена на некои нормални нивоа кои што беа пред, да кажеме, таа, да кажеме, некоја еуфорија, евроеуфорија. Значи, тоа е сега, тој тренд е завршен и сега побарувачката за евро е на некои редовни основи, односно со приватни лица тргувањето е изедначено. Купено, продадено е, да кажеме, на некоја недавна основа, речи се изедначено купувањето и продавањето. Дали имаше во еден период од 24 февруари наваму, кога почна војната во Украина, зголемено подигање на денарските заштеди или пак нивно трансформирање во девизи во банките? Имаше и од двете активности, имаше и зголемено подигање на денарски заштеди, имаше и конверзија од денар во евро, која што претежно ситуација јас би опишал како некоја, да кажеме, психолошка состојба, бидејќи за тоа некои реални фундаментални причини не постоја. Значи не постојат, за тоа. Како сега стојат работите на тој план? Се стабилизираше работата? Да, нормализирано сега моментално состојбата, да кажам, од последните месец дена, меѓутоа како поминува времето, како нели доаѓаме до денес, да кажам, состојбата е комплетно нормализирана. Комплетно нормализирана, подигнувањата се намалени значително, а конверзијата денар-евро е воопшто, мислам, тој тренд е стопиран. На ниво пред почетокот на војната. Да, видите, мислам, секогаш тие конверзии си имаат некој нормален тек, значи некој нормален промет, кој што е, да кажеме, кој што во основа на месечно ниво е некаде изедначен. Значи купено продадено, може некој ден да има повеќе да имаме купено, некој ден повеќе продадено, меѓутоа на месечно ниво тие, да кажам, се нивелирани состојби околу нулата, нели, апроксимативно околу нулата. И сега сме моментално во таква состојба, значи состојбата е редовна на купување и на продавање на евра, нема никакви посебни притисоци на ниту една страна. Граѓаните кои имаат депозити во банките, односно заштеди, се во дилема која валута на долг рок е најбезбедна, односно најисплатлива. Дали да продолжат да штедат во денари, во евра или пак да ги заменат своите денари и евра во некоја друга валута, долар, франк, фунта можеби или пак еве и рублја, бидејќи рублјата последниве денови се врати на нивото дури и повисоко од падот пред почетокот на војната. Да. Видите, за штедењето сосема е безбеден македонскиот денар. Значи штедењето да остане во македонски денар е сосема безбедно. Претпоставам дека тука сега има некоја корекција на каматните стапки во позитива, во нагорна линија, тоа е, мислам, дополнително позитивно за македонскиот денар. Така да мислам дека е сосема безбеден за штедење. Еврото исто, бидејќи еврото и македонскиот денар се фиксирани, нели, со курсот, имаме некои мали толерантни движења, меѓутоа во основа тоа е, да кажам, таа волатилност е минимална. Со тоа што кај еврото корекција на каматните стапки може да има, меѓутоа тоа би било подоцна во годината. Исто така во нагорна линија.
Во нагорна линија, да, меѓутоа подосна во текот на годината, затоа што ЕЦБ се уште ја држи каматната стапка негативна. Значи, таа депозит facility rate е негативна, минус 0,50, што значи дека на банките кои што депонираат средства во ЕЦБ, меѓутоа и во тој што е overnight trading помеѓу банките, банките кои што ставаат депозит во евра, плаќаат камата. Значи, се уште тој однос, кај еврото е се уште тој однос задржан, иако ЕЦБ најави дека тоа ќе го коригира. Меѓутоа, за сега очекувањето се дека тоа ќе биде од септември натаму. Факт е дека со инфлацијата се намалува куповната на моќ на граѓаните и на тој начин се намалува и вредноста на парите. Например, 10.000 евра заштеда на некој граѓанин денес не може да значи да се купи стока во вредност од 10.000 евра пред некоја година. Дали тој тренд ќе продолжи во наредниот период со зголемено темпо поради војната во Украина и поради зголемените ризици? Дали 10.000 евра во 2022 ќе вредат еднакво колку и 10.000 евра во 2025, например, по 3 години од сега? Видете, инфлацијата не е само последица од војната во Украина и не е, да кажеме, директно поврзана како 100% со војната што се случува. Тоа е, според моје мислење, процес кој што до некаде може да се каже дека беше и очекуван, бидејќи ние во последните 10 години во Европа, па и во светот имавме состојба на дефлација. Значи, обртен процес имавме. Имавме на состојба на пад на цени и на недостигна побарувачка. И во тој период централните банки, особено Европската централна банка, па и федералните резерви, и Швајцарската централна банка, сега да не ги кажувам поред, сите инјектира ликвидност, свежа ликвидност цело време во системот. Значи, имавме инјектирање на свежа ликвидност, меѓутоа 10 години ние немавме зголемување на инфлацијата. Значи, инфлацијата можеше да дојде до 2% и тоа, да кажам, во некои исклучителни периоди. Например, еден месец или два ќе биде 2% во Европа, инфлацијата потоа ќе падне. И тоа беше процес кој што беше, да кажам, на некој начин вонреден процес, не економски, тој процес може да се каже дека беше почуден отколку сега, например, може ова сега што се случува. Дури во Соединетите Американски држави имавме состојба 2017 година невработеноста да биде 3,8%, што е под природната стапка на невработеност на Соединетите Американски држави, таа е 4,5% природната стапка. Значи имавме исклучително ниска невработеност со солиден GDP, со да не кажам висок GDP, меѓутоа инфлација немаше. А по дефиниција на Филипсовата крива и да кажам по некои економски закони и фундаменти, во таква состојба, кога имаме исклучително ниска состојба на невработеност под природната стапка, со висок GDP, тоа претпоставува појава на инфлација. Меѓутоа тоа во САД не се случуваше. Добро вештачки беше држена стапката на многу економисти се прашуваа за тоа прашање зошто ние имаме цело време имаме дотур на свежи пари во западните економии, имаме добри перформанси, а инфлација нема. И прашањето беше дали некои економски правила или закони се сега изменети или променети. Сега што се случи кога дојде нели пандемијата ковид, тука дојде до застој во сите активности, да кажам, беа сведени на 50% одредовно и мислам дека во тој период се кумулира одредени финансиски средства во финансиските системи на развиените економии, кои што со изминувањето на пандемијата и со отворањето на перспектива за нормализација на работите, сега влегува во оптек. И тие, да кажам, некој начин... Конкретен одговор, што може да се очекува во однос на вредноста на парите, како сума за можноста да се купи одреден број на стоки или услуги сега и по неколку години? Моето мислење е дека инфлацијата сега, например, во Соединетите Американски држави, според последните информации, 8,5%. Во еврозоната е околу 7%. Исто околу 7,7%. На Германија се заканува највисока стапка на инфлација во последните 40 години. Така е, да. Добро, меѓутоа сепак тие бројки јас не би кажал дека се нешто за паника или нормални се да има такви пикови во еден економски циклус. Јас мислам дека ќе дојде до стабилизација на ситуацијата од септември и мислам дека сега овие месеци тоа што гледаме дека ќе биде врвот на инфлаторните притисоци. И мислам дека ќе дојде до стабилизација и постепено опаѓање на тој тип на притисок и на зголемување на цените. Така да не очекувам на долг рок да се задржи инфлацијата. Мислам дека тоа е некоја среднорочна, максимум среднорочна појава сега. Според некои стари правила во услови на криза,
и тоа повеќе видови кризи истовремено, најбезбедно е да се инвестира во недвижности. Дали и овој пат е така во услови на војна, односно на незавршена пандемија, граѓаните може да бидат најбезбедни ако своите пари ги инвестираат во недвижности, или пак, еви од друга страна, каде во Македонија може да се купи злато? Нудат ли таква опција инвестицијските фондови или банките и другите финансиски друштва во Македонија? Да, нудат и инвестицијските фондови и банките нудат купување на злато, значи може да се купи злато. Околу прашањето за недвижнините, значи тоа е сепак сега еден тип на пресметка. Многу се е битно да, бидејќи ние сега имаме ситуација на растечки каматни стапки, значи тоа е глобален процес. Секогаш треба да се спореди тоа што може да се добие како принос од каматните стапки и принос од инвестирање во акции во однос на киријата која што би се добивала од таа недвижност, значи како инвестиција. Значи тука тоа компарирање мора да се направи и мислам дека сега во овие услови на раст на каматни стапки и на, можам да кажам, добри перформанси на компаниите, солидни перформанси, мислам дека тоа не е некоја најисплатлива опција инвестирање во недвижност. Како стоиме со дознаките од странство? Дали е намален трендот, бидејќи имаше во времето на пандемијата, беа намалени девизите кои нашите иселеници ги испраќаат во сумите кои ги испраќаат во земјава? Не, значи нема намалување нема. Нормално за време на ковид пандемијата поради карантините и поради немање летови, да кажам, трошење пари. Не трошење пари, врските беа, да кажам, прекинати со општо помеѓу во Европа. Тогаш имаше пад на дознаките, сега не, сега има зголемување. Сега има зголемување и тоа некаде околу 40% е зголемувањето во однос на 2021, значи за првиот квартал. Значи приливи има трансфери од странство, приливи има. Како се објаснува тоа дека во првите 3 месеци годинава е за 40% дури зголемен девизниот прилив од дознаки од странство? Тоа се зборам сега за приватните трансфери. Добро. За приватните трансфери. Значи имаме ние некое враќање на тоа се нивоата од 2019, значи пред ковид пандемијата. И мислам дека тој пазар кој што е пазар на приватни трансфери, тој си има некое свое темпо кое што цело време оди нагоре, значи се зголемува. Тие изнесуваат околу милијарда до милијарда и 100 на годишно ниво приватните трансфери како приливи, мислам прометот со менувачниците. И сега доаѓа до стабилизација на тие текови на некое нагорно ниво и плюс тоа мора да се додаде дека вредноста на швајцарскиот франак и на американскиот долар е порасната значително и тоа придонесува за поголема понуда од тој пазар. Бидејќи, да кажам, битна улога на кај приватните трансфери играат швајцарските франци и американските долари како удел. Да, во таа насока кога веќе ги спомнавте валутите, пред како чепнавме прашањето на него, одговоривме прецизно. На долг рок, каков однос на валутите очекувате да си остане исто како што е сега? Зборувам за оние централни европски валути, например франкот, еврото, па потоа фунтата или односот со доларот. Видете, тука тие што се, да кажам, major currencies, значи главни валути секогаш има своја специфика. Швајцарскиот франак моментално е на вредност која што е највисока во однос на еврото од почетокот на воведувањето на еврото, значи од историјата на еврото. Од 2002 наваму, значи. Да. Значи франакот речиси се изравни со еврото, дури беше неколку часа пред неколку недели беше и посилен од еврото. И тука може да се каже дека од долгорочен аспект неговата вредност сега е преценета. Значи на швајцарскиот франак, инвестирањето во швајцарскиот франак представува одреден ризик, бидејќи како ќе се смирува ситуацијата со ковид пандемијата, мислам таа нели веќе има и видно смирување, меѓутоа и како ќе се изнаоѓа решение за воените што се действија во Украина, како ќе се смирува таа ситуација, вредноста на швајцарскиот франак се очекува да падне. Неговата висока вредност, значи неговата силина и пречи и на швајцарската централна банка, бидејќи пречи на нејзиниот извоз, и тоа значително. И поради тоа швајцарската централна банка држи висока негативна каматна стапка на швајцарскиот франак од минус 0,75. Значи тоа е моментално највисока негативна каматна стапка која што една централна банка ја наплаќа за одредена валута. Швајцарската централна банка имаше некои одредени интервенции на меѓународниот форекс пазар за да го девалвира швајцарскиот франак. Меѓутоа
бидејќи Форекс пазарот е, да кажеме, најдемократски пазар, кој што функционира 24/5. Меѓутоа, ете, во услови на војна, луѓето најмногу му веруваа на швајцарскиот франк и на неутралната и секогаш моќна банкарски моќна Швајцарија. Тој се смета како safe haven валута. Така. Американскиот долар. За американскиот долар можам да кажам дека американската економија во последните 2 години има она и уште дека траеше ковид пандемијата почна со опоравување и има исклучително добри резултати сега. Значи има однова невработеност 3,6%, имаше раст на GDP во последниот квартал од 2021 6,9%. Добро, тоа е во однос на споредбата е во однос на ковид годините. И тоа е бројка исклучително голема. Меѓутоа федералните резерви започнаа со кампања на зголемување на каматните стапки, која што се очекува да се интензивира. Значи сега моментално каматната стапка на американскиот долар е 0,50, а се очекува до крајот на годината да дојде 2,50%. Со конечен таргет од над 3% во 2023 година. Што на американскиот долар му дава, да кажам, добра основа за натамошен раст. И јас тука не би се изненадил тој да дојде во паритет со еврото во некој нареден период. Да стаса исто колку вредност на еврото. Па да, не би било изненадување тоа да се случи. Да. Што е со однос на фунтата и како рублјата се врати на нивото на кое беше пред војната? Да, значи рублјата имаше еден краток колапс, да кажеме, кога почнаа војните действија и најавените ембарга и, да кажам, на некој начин најавената изолација на Русија. Меѓутоа, сепак тука битно да се каже, пак ќе се вратам, Форекс пазарот е најдемократски пазар во светот и најголем пазар. Значи тој има месечен дневен промет од 6,6 трилиони американски долари. Значи тој работи цело време 24/5. Значи цело време валутната берза на некој начин врти, прометот е огромен и тука не може да се делува, ниту една држава не може да го контролира тој пазар и да делува во забрана на одредени валути, да не се тргуваат или да се тргуваат повеќе. Така да воведеното ембарго кон Русија беше од страна на европските држави и на Соединетите американски држави. Меѓутоа остатокот од светот, значи Азија, они си ја тргуваат рублјата редовно. И падот на рублјата кој што беше во тие денови беше дочекан добро од азијските држави да купат ефтина рублја со која што потоа ќе можат да купат енергенци. Значи дојде на некој начин. Некој заработи многу. Да, им дојде одлично и да кажам тоа тргување си продолжува редовно на источните пазари значи руската рублја се тргува редовно. Да, Русија истовремено побара сите држави кои од неа увезуваат енергенци да ги плаќаат гасот и нафтата во рубли. Некои земји од Европската унија, на пример Унгарија, се согласија со таквата можност. Ние во Македонија ја имавме на курсната, Централната банка ја имаше на курсната листа рублјата, па ја тргна извесен период поради санкциите веројатно. Сега повторно е вратена на курсната листа на Централната банка, ја има рублјата. Да. Што се случи, зошто ја има, па ја нема, па сега повторно ја има и дали Македонија ако реши да набавува газ од Русија ќе може да плаќа во рубли? Да. Значи видете вака, руската рублја ЕЦБ на некој начин Европската централна банка ја суспендираше од курсната листа во времето кога беа големите турбуленции. Бидејќи со образложение дека не може да го формира фиксингот поради големите турбуленции. Што мислам дека е ирелевантно, и реално беше во тие денови дека некоја средна вредност тешко можеше да се процени, да се извади. Меѓутоа, сега како што поминува времето, има компании кои што кај нас има, да кажеме, има порано соработка со Русија, нели извоз, и веќе имаат салда во руски рубли. Така, трговските односи со Русија има, прехранбени производи, лекови извоз имаме, а имаме увоз на нафта и газ. Така е, и независно сега ембаргото дали се спроведува или не, или како се тие санкции, има одредени компании кои што имаат салда од порано во руски рубли. Значи од пред започнувањето на војните действија, од пред започнувањето на кризата. И тие мораат да ги прикажуваат тие состојби некако да ги книжат во нивните биланси. Ако ја нема руската рублја на курсната листа, фактички они ќе треба да ја помножат со нула, односно нивните биланси да бидат во загуба. Во загуба, да. Не можат да ги изразат состојбите во руските рубли ако не. Сега е тоа нормализирано? Нормализирано е сега, да. И си продолжува тргувањето во рубли. Ако
се почитува тоа, односно ние сме во санкции поради ембарго, односно се приклучивме кон санкциите што ги воведе Европската унија. Да, меѓутоа сега ако сакаат тие компании своите приливи од претходно да ги продадат, може да ги продадат, значи на девизен пазар да добијат денари за нив. Така да тоа е сосема, мислам, нормализирано. Така, како го објаснувате враќањето на Русија, освен тоа со слободата на финансиските пазари? Според некои аналитичари, например Forbes анализира дека Русија ќе заработи многу, стотици милиарди долари на крајот на годината ќе биде во плюс и покрај воведеното ембарго од Западот. Според некои пак аналитичари, Русија ќе биде во голема инфлација и минус поради се ова што се случува. Па видете сега, значи пак ќе кажам, значи Русија ембаргото е, нели, или санкциите се воведени од Европската унија и од Соединетите американски држави. Меѓутоа Русија продолжува да соработува со земјите од истокот. И сега зависи кризата колку воените действија, колку време ќе траат. Меѓутоа не треба да забораваме дека сепак Русија има големи извори на енергенси. А тоа е, да кажам, предност на некој начин во меѓународната трговија. Така да јас би кажал дека дали би имала она штета или некоја корист, тоа тешко да се процени. Меѓутоа мислам дека било која страна голема штета или голема корист не би го тоа изведил како некоја екстремна варијанта. Добро, и предпоследното прашање за АЦИ Македонија, Сдруженијето на финансиски пазари, да се обидам да сумирам, на долг рок предвидувате извесен пат на вредноста на швајцарскиот франк и зајакнување на доларот, така што или стабилно евро во најмала рака, вредност на еврото од ова ниво сега. Да, не вака. Еврото од домашната економија кај нас е стабилно, значи тоа ќе биде стабилно. Мислам, она си има стабилна конекција со македонскиот денар, така да тука нема да има никакви поместувања. Мислам, тоа си е сосема релевантна и тој однос е, да кажам, фиксен. Во однос на меѓународните пазари, да, таква е состојбата сега, дека швајцарскиот франак е преценет поради како некоја safe haven валута. И граѓаните добро да размислат пред да ги инвестираат своите пари во недвижности, да го проценат, односно да пресметаат од каде ќе имаат поголема добивка, дали можеби ако ги штедат своите пари во банка, бидејќи ќе растат, се очекува раст и на каматите за штедење на своите депозити во банки. Точно, да, така е. Како инвестиција секогаш мора да има пресметка. Значи, колку би чинела таа недвижност и за колку време колку она би носела приход на месечно ниво во однос на еден депозит во банка или инвестирање во одреден фонд. АЦИ Македонија, Сдруженијето на финансиски пазари во кое членуваат сите централни банки, представници од сите централни банки и од Народната банка, се подготвува за голем настан сега на пролет. Кусо само за ова и да одиме со следниот гост. Да, АЦИ Македонија, членуваат во АЦИ Македонија сите деловни банки и Народната банка на Република Македонија, значи сите членуваат во Сдруженијето. После 2 години пауза поради пандемијава, ќе подготвуваме собрание на 28 мај во Охрид. Ќе имаме интересни теми за регионалните и меѓународните предизвици. И така ќе биде, да кажам, ќе имаме гости ексклузивни, интересен панел ќе имаме гости, ќе имаме Борче Треновски професорот, Трајко Славевски, Младен Чадиковски ќе ни биде исто гостин, ќе развиеме една интересна дискусија околу перспективите економски и ќе биде едно убаво дружење и убава средба на сите девизни трговци во државата, имаме и гости од странство, ние соработуваме со АЦИ Сдруженијата и на Србија и на Словенија ќе имаме гости и ќе биде, да кажам, еден интересен настан. Еминентен собир. Господин Цветановски, благодарам многу за гостувањето во утринската на Телно. Благодарам и на вас за поканата.